Почитувани гледачи, драги сограѓани, добар ви ден. Добре дојдовте во ова ново издание на емисијата Отворено со на телевизија Нова 12, каде што ќе разговараме за сите оние работи кои што се од значај за општина Гевгелија. Овој пат разговараме со човекот кој што е пред се жител на оваа општина, работел во оваа општина, се реализирал во оваа општина и кој човек кој 4 мандати бил член на Советот на општина Гевгелија и еднаш пратеник во Собранието на Република Македонија во 2002 година. Драги пријатели, драги сограѓани, господинот доктор Петар Апостолов. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам, добро ви најдов. Јас кажав 4 мандати, член на Советот. Мора малку да ви исправам. Да. Практично јас сум 6 мандати. Два мандата се во бивша Југославија и тоа 80-та година, кога имаше 3 собора, значи собор на месни заедници, општествено-политички собор и собор на земјоделците. И вториот мандат во бивша Југославија, 88 година, со последниот премиер Анте Марковиќ, неговите реформски сили, тогаш прв пат се зачленив во политичка партија. Но тогаш не бев активен. Не бев активен, тогаш бев само од местната заедница. Пошто немаше политички партии, само една партија, Сојуз за комунисти на Југославија, да, односно Сојуз за комунисти на Македонија. И сега, што е за одбележување посебно во 88 година, прв пат се одржа локални избори со отворени листи. Значи, изборен модел, каде што граѓаните гласат за личност, не за политичка партија, и најдобрите, они ќе си ги изберат, што ќе ги представуваат во Советот. Како беше тоа? Успешен беше тој? Па, ви кажам, направуваме една паралела меѓу тие два мандата и овие 4 мандата. Сметам дека не носталгично размислувам за бивша Југославија, сметам дека тогашниот модел беше поуспешен него сегашниот, затоа што сега примарни се политичките партии, не се примарни луѓето, а тогаш беа примарни луѓето кои ги застапуваа граѓаните во Советот на општина Гевгелија. Најнапред е да почнеме со она што ќе ги интересира и гледачите. Како ви поминуваат овие пензионерски денови ваши? Освен што сте активни во Советот еве уште еден месец. Толку. Па да ви кажам, секој период од животот на човекот е убав. И детството, и школството, и продуктивноста, и пензионерските денови. Јас само им пожелувам на секој да ги доживее пензионерските денови. Ако он си го планира времето, ево јас конкретно може за себе да кажам, времето, добра книга, имам добар двор, значи активности во двор. Да, посета на децата, они доаѓаат кај нас, ние одиме кај нив. Со други зборови, ако си го планираш времето, и пензионерски денови се многу убави. Значи во слободно време книгата ви е придружник? Најдобриот пријател ми е книгата. Најдобриот пријател. Сега да почнеме со она, бидејќи кажавте 2 мандата пред претходната Југославија. Може ли најнапред да ни направите една споредба на општина Гевгелија? Тогаш, кога вие бевте во тие 2 мандата, економскиот, социјалниот развој, како и урбанистичкиот изглед на самиот град, и да потсетам дека според бруто домашниот производ тогаш Гевгелија во тогашна Југославија беше на 3-то место, веднаш по Љубљана и Белград. Споредба да се прави малку е неблагодарно, затоа што тие се потпуно два различни системи. Во смисла на успешност на бившиот систем во кој Социјалистичка федеративна република Југославија имаше сосема друго уредување, примерно беше работничкото самоуправување. Секоја организација имаше работнички совет кој донесуваше одлуки. Во однос на финансирањето. Финансирањето тогаш беше повеќе децентрализирано од сега. Ево, јас конкретно ќе кажам за здравството. Ние добивавме средства, односно плати, и се она што ни е потребно од локално ниво. Тогашно социјално ни исплаќаше плата. А не да чекаме од државата. И, што е најважно, покачување на платата. Беше секој 3-4 месеци
затоа што Гевгели, вие века рековте, економски беше одлично развиена и имаме доволно средства за финансирање. Тоа се однесуваше и за другите институции, освен за некои што мора да бидат како државни институции. Во споредба за урбанизмот. За урбанизмот. Тоа е многу интересна споредба да се како член на Советот имате многу... може да правам паралелна мога тоа што истина на главна улица. Сега кога ги разделиме новите згради што ги прават, директно од излегува од влезот преко тротоарот директно излегува на главната улица. Се загрозува безбедност. Иначе по правило треба да излезе на споредна улица, да биде подземниот влез и да се приклучи на главната улица. Тоа се загрозува безбедноста на самите граѓани кога поминуваат покрај овој тротоар. Кога веќе правиме споредба некогаш и сега, кажавме нема со сентиментално да збориме, него со факти, кажавте и како беше со тие 20%, и сега е така, по закон, меѓутоа колку се спроведува, тоа се знаат и гледаат и луѓето. Една хипотетичка представа да си направите. Што ќе се случи со Гевгелија ако останеа да функционираат оние големи гиганти, јас го нарекувам гигантот што спие на зградата на ЗИК Вино Југ и самиот ЗИК Вино Југ, потоа керамика, елеганта, латница. Како ќе изгледаше развојот на Гевгелија до сега? Слушај, тие беа навистина гиганти. Гиганти не само во рамките на општина Гевгелија, не во рамките на Македонија, во рамките на Југославија. Ако се потсетиме возилата на Вино Југ, возилата на Млаз Богданци, тогаш Богданци беше во една општина. Возилата на Млаз Богданци низ цела Југославија беа. Ако ние остана тоа што беше, приватизацијата си го направи своето, колку е принципијална, тоа сите го знаеме, тогаш Гевгелија ќе беше економски можда и појака отколку што беше во бивша Југославија. Мислам дека креота да тие огромни комбинати пропаднат заради некој интерес. Да, таму не навлегуваме, затоа што тогаш фактички и Гевгелија со своето раноградинарско производство ја ранеше цела Југославија. Ја паметам со зборување по старите дека луѓето продавале дури до Пула, оделе да продаваат патлиџани домати, што би се рекло и пипе. Види, тоа среќа беше што тогаш навистина нашиот крај беше класично земјоделски и ако се потсетиме, најмногу имаше пластеници. Ама имаше голем пазар за пласма на земјоделските производи. Сега точно дека производството на земјоделски производи е намалено, ама главен е пласманот. Пласманот ги тера луѓето да не произведуваат. Ги одвраќа од земјоделие. Фала Богу, да. Ги одвраќа затоа што јас ќе произведувам и квалитетно, ако немам кај да го пласирам, ќе го фрлам тоа. Фала Богу, да. Сите зборуваме за и на ниво на општина, ниво на држава за капитални инвестиции, капитални проекти, меѓутоа животот на секојдневниот човек зависи од оние под наводници ситни работи, да кажеме вработување, чистотата на градот, проблеми во сообраќајот, услугите што ги даваат институциите, дивите депонии, кучињата скитници, ги спомнувавме пред оваа емисија. Колку сте вие како жител на Гевгелија задоволни од секојдневното живење во тој проект и што најмногу ви смета во секојдневното живење како граѓани на општина Гевгелија? Вака, сите работи, тоа е релативен поем. Например, хендикепирано лице, ако оде до институција во која нема пристап, за него е крупна работа. Од аспект на советник, бидејќи јас овде сум и како граѓанин, и како советник, ситна е работа за граѓаните како и во кои услови работи советот, за мене е крупна работа. Ево зошто. Советот работи во театарот. Значи, се уште постојат пандемски услови. Никакви услови за работа. Советот има потреба од посебни простори,
каде што достоинството на Советот и на советниците ќе биде на високо ниво. Вака како е поставено, јас ја жалам и телевизијата ваша, нема услови за работа, а најмногу ги жалам директорите на училиштата, директорите на градинките и сите оние представници, кога имат своја програма да ја презентираат, морат да чекат по 3-4 сата во холот. Значи зимно време ладно, летно време на жешко. Некоректно према директорите, према представниците за предлагачите на одредена програма. Затоа и ние од градоначелство мора подхитно да го реши проблемот со местото на одржување на седници на Советот, во кој ќе бидат задоволени и условите за работа на советниците, и условите за работа на јавните медиуми, и условите за работа на оние што се како гости условно во Советот. Ние предложивме решение, старата зграда на ТВ Гевгелија, но за жал тој предлог категорично беше одбиен. Мислам дека главно беше бидејќи беше предложено од опозиција. Така, моје обидување, може би е точно. Така. Како се задоволни со зонското паркирање? Прашам и со состојбата за паркирање воопшто во градот. Види, во однос на централното градско подрачје, со зонското паркирање јас сум задоволен. Значи сега можам слободно да паркирам, ќе се платам 30 денари, ќе се паркирам, ќе се завршам работа, никому ништа. За разлика од порано, немаше шанса да паркираш, затоа уште во 7:15 сатот сите оние институции што се тука во централното градско подрачје веќе го окупира теренот, односно немаше место за паркирање. Сега трпат другите бочни улици каде што не се наплаќа и се полнат и малку имат проблеми граѓаните, но мислам дека како проект потpuno го одобрувам како проект. Ни треба малку и навика, ние како возачи, јас денес кога дојдев кај вас, дојдев со кола, можете и пешки да дојдам. Навика дека не мора да не биде само клучот во рака од колите, туку малку мора да одиме пешки. И за здравјето? И за здравјето ќе биде добро, а што е најважно, да ga доволно ќе биде помалку. Во скопски услови, кола ние нема да палиме во Гевгелија. Али во гевгелијски услови и на 500 метра ние колата ја палиме. Мислам дека зонското паркирање само како ќе се изведе во вториот дел, бидејќи малку не е дефинирано до крај, тука има и стамбени згради, тука има и малку што законски ние донесовме одлука како треба да биде, али во пракса уште не знаеме како ќе биде, затоа што ако погледнеме почетокот на булеварот, ако поминеме, преполна е со коли. Ако одиме на Слободан Митров Данков, преполна со коли. Ево вашата улица тука, преполна со коли, нема каде да се паркира, дали со фршини. Со други зборови има проблеми и граѓаните кои живеат на овие улици. Мислам дека тие работи треба во да се решават и никој пат не е на одмет зголемување на паркинг просторот за граѓаните. Ова е прашал бидејќи некои од советниците има отпор бидејќи нели сме ги одвраќале туристите од соседна Грција, да не може да меѓутоа ако дојде турист нема да му представува проблем 30 денари да плати за паркирање, исто како секој граѓанин на општината. Вие мислам дека не тие се исклучителни случаеви, може не мора да биде и бркале туристи. Не може да се сложам, затоа што напротив, кога ќе видат табата за плаќање, они барат тамо има радари што секојдневно комуницира тамо и помагаат на луѓето. Мислам дека не е тоа проблем што треба да се дискутира за тој проблем. Еден од столбовите во наредниот период и на владата е во секое место, во секој град да постојат велосипедски патеки. Колку сте задоволни од велосипедските патеки во Гевгелија? Колку што јас знам, има само една, нели, на булеварот, што е на влезот на Гевгелија. Што може да се стори на тоа поле? Еве за велосипедисти да си добаат своето. Сега возат и по тротоарите. Да. И во централното подрачје. На шеталиштето, сакам да кажам. Да, возат. Таму треба на шеталиштето не мора да возат, може да го бркат, да го туркат, ама за жал возат и мотори. Во однос на патеките имаме само една патека. Тоа, оствари, практично има сега
за мене импровизирана патека на новиот дел што е пуштен за обиколницата. Според мене, таа патека ќе дојде до израз кога ќе се направи тротоарот и кога ќе се осветлување ќе дојде. Не може како што е сега, што за мене не е оправдано, да истата патека додат велосипедист, пешак и тротинет. Никаде во светот пешакот И мајки со колички. Никаде во светот пешакот и велосипедистот, да не ги ставаме тротинетите, не се на иста патека. Сега мислам дека ова е присилно, се додека се направи тротоарот, а тротоарот ќе се знае, ќе се биде за пешаците, а овие ќе се бидат за велосипедистите. Мислам дека каде што ќе има услови, а нема баш многу услови. Јас тоа сум приметил. Нема баш многу. Гергелија нема многу, тоа од порано е останато. Да. Има улици каде што нема воопшто тротоари. Немаме многу услови за може би надвор од подрачјето, да кажем. Во секој случај, во иднина, кога ќе се планира улица, треба да се планира и велосипедска патека. Тоа е перспективата. Инаку, вака тешко можеме да најдеме во главната улица, ево, пример, Маршал Тито. Кај ќе ставаме велосипедска патека? Може би сега кога ќе се реконструира, да кажеме, да се, ама нема патека. Тоа е простор. Тоа е простор, тешко ќе се да се шири лево и десно. Мислам дека стручњаци треба да се окажат тоа своето. Така. Колку сте задоволни од амбиенталниот воздух во Гергелија? Колку општината може да стори повеќе за заштита на граѓаните од нечистиот воздух? Јас изненадев кога кажуваа дека Гергелија е чист град, дека диши на чист воздух, меѓутоа оние параметри на веб страната на Животна среда покажува некогаш и енормно зголемување. Колку општината треба да направи за сето тоа да го регулира? Треба малку повеќе да се ангажираме во однос на амбиенталниот воздух. Точно ние мислиме дека се е во ред со Гергелија, но за жал немавме мерна станица. Значи само на осет, на мирис дали има или нема. Кога се воведе мерната станица, се види дека и Гергелија е релативно чист град. Можеме да кажеме дека е загаден, ама треба да се бара изворот, причината за загадување. Ако има причина дека е огренато дрво, треба и општината да одделува средства за субвенционирање на алтернативи грејење, како например дали клима уреди, било што, или пелети, било што помалку загадуваат. Веќе некои општини дават такви субвенции, но за жал кај нас се уште нема. Мене лично ми пречи лошата миризба на амбиенталниот воздух секојдневно. Градоначалникот обеќа дека тоа ќе го реши, обеќање, лодорадување, ништо тоа нема, секојдневно, пошто јас живеам над тој дел горе, над, тука не знам во градот дали се осеќа, али толку многу, да не кажам, секојдневно, миризба 3-4 сата, има миризба што е, за жал, кога ќе збореме, ако збореме за туризма случајно, ако ми поставите прашање, не знам јас ако поставите, не е добро за туристите. И за нас секој ден, за нас веќе навечер ќе излезеш во летен период и да те опие една убава ништо, ако седеш надвор со друштво, со луѓето, мора да влезеш натре, затоа што имам неподносива миризма. Тоа индивидуален градоначалник мора да го реши, се знае кој е изворот, и треба да се реши. Дали се уградување на филтри, милтри. Тоа треба случни лица, али не да се остави како обеќање во програмата за локалните избори, туку треба реализација. Треба на хартија да не остане, туку треба да има реализација. Го спомнате туризмот, на едното прашање токму на тоа, се носат разни планови. И јас последниот го видов Факултетот за туризам и бизнес логистика, 5-годишен план во времето на градоначалникот Саша Поцков, големо книгиче, убаво напишано се, меѓутоа во пракса некако нешто со туризмот како да не оди како што треба. Туризмот е многу осетлива и интересна гранка. Таа е прво мора да сватиме дека е профитабилна гранка. Значи тоа е основно, значи финансиски средства треба да се вливат во општината. Ова што се оди на сајми, тоа е добро. Прави туризам,
али некако исто и јас имам такво чувство дека некако бавно од туризмот е на долги стази. Ние бавно, ево сега почнуваме нешто малку повеќе со селскиот туризам. Ево, пример Серменин, велопатеката ја правиме, а училиштето, морам да напомнам тоа училиште, бидејќи јас бев дел од решителот на Серменин на времето, тоа таму се првото училиште за учители, да, за учители, После војната. да, после војната и тоа е многу важен, а добро задржан објект е, треба добра реконструкција, може да се направи добар музеј и треба да бидат посетени како една туристичка атракција. Во Серменин ево почнуваат и има и угостителски објекти кои добро работат, мислам, затоа што пружат добра услуга, квалитет, а квалитетот се слуша. И мислам дека селскиот туризам треба што повеќе да се развива, а за мене лично најважно сега, затоа што туризмот рековме е гранка што на долга стаза, али сега што е актуелна, транзитниот туризам. Како да ги задржи Да, транзитните Евгелија, транзитниот туризам многу важна гранка. Од година на година се зголемуваат број, значи има семејства нудат апартмани преку букинг или директно, тоа е веќе нивна работа, но мислам дека општината стои мирна. Треба да се положи нешто. Јас би дал предлог, лично мој предлог. Да. Во сите овие што ги издаваат собите, дали преку букинг или директно, да се доставе промотивен материјал. Да секој турист кој ќе дојде да може да го прочита. И во кој промотивен материјал ќе бидат поставени сите културни манифестации што може да се одржа во Гевгелија, например културно лето беше, кога има плюс оваа броширата, тогаш ќе знае, може ќе остане некој, затоа што ако јас лично одам за Грција, немам фиксирано. Ако прочитам добар термин, прочитам дека има добро, ќе остана. И друго, многу е важно да во тие брошури да бидат представени добро угостителските објекти. Значи, секој мора, кога ќе дојде, мора да доручка, мора да руча, мора да вечер. Јас би имал и друг предлог, сум го видел негде. Предлогот е заедно со ТВ операторот, кога ќе го уклучиш телевизорот, да има реклама за туристичка понуда на Гевгелија. Ево, тоа сум го видел волонтарија, го уклучувам телевизорот во собота и на мене ми ја дава рекламата за Бодрум. Што има, како има сите. Таа не е толку скапа работа, али многу промоција на Гевгелија преку овие од транзит туризам за сега е најактуелен. Секоја година се зголемува бројката и секоја година имаме нови луѓе што нудат апартмани и морам да кажам дека апартманите се сите скоро према тоа што ги гледаме на сликата одлични. Одлични. Дали ќе се согласите дека туризмот го прават и приказните, да кажеме приказни кои што ќе може да се продадат, ја спомнавте, ако дознае дека ќе се некој културен настан смоквијада, да кажеме, подготовка на сладко од смокви, тоа го интересира странец, не го интересира хотелот шеста категорија, го интересира нешто автентично, македонско, она што го кажавте и рестораните и понудите. А меѓутоа, колку ни недостасуваат тие приказни што треба да им ги продадеме на тие транзитни туристи, еве го имаме и Вардарски рид, да го однесам јас, еве некој гостин на Вардарски рид, не е ова критика кон било кого, меѓутоа, што ќе му покажеме на Вардарскиот рид? Проблемот е за мене, во одржувањето на тие локалитети. Ние можеме да направиме одличен парк. Ако тој парк не го одржуваме, го промишуваме. Ево јас ќе кажам пример со Сефолајка. Почетокот беше одлично направен. После кога одев повторно да ја посетам, тоа беше легло на комрци. Застојна вода, што смрди, се гледа дека запоставено од оние што треба да водат контрола за ова убаво место за одмор. Ево и јас директно предложив на градоначалникот, ова што се, пошто патот не е баш добар за Сефолајка, со остри камења, може и гума да се пресече, овие што се од асфалтот
сега, на надвожакот што беше, што се вади, да се турува на патот и да се, фактички, со времето тој ќе биде како асфалтиран пат. Така е, така. Ама предлогот, мислам, од доаѓа од опозицијата, Не, не се реализира, нема. нема шанса да се Нема реализира. шанса. И помина тоа веќе. Така. Еве да одиме на она што е ваша, да кажеме, специјалност на медицината, на здравството. Од ден на ден гледаме и сведоци сме дека недостасуваат специјалисти во медицинскиот центар. Што би можело, не како општина, меѓутоа и сепак градоначалникот е тој што може да бара сето тоа, да се смени таа атмосфера. Вие сте биле, кажавте, два мандата во бивша Југославија и после кога медицинскиот центар функционираше безпрекорно со разни специјалисти. И згоре на тоа, на времето и Дојран беше во склоп на Гевделија, сега имаме ситуација во Дојран, во сред туристичка сезона, да нема доктор, да нема матичен лекар. Што може да се стори како иницијатива од општината да се побара веројатно до надлежните институции? Иницијативата треба точно да потекне од таму каде што има потреба. Потреба. Никој не знае кој колку Така потреба е. има. Може еден ми треба, може два, може три. Општата болница, сега, општа болница Општа со проширена болница со дејност, проширена дејност, дејност е такава му Така името, е. со стручни кадри, секој пат на свој начин имало помалку или повеќе проблеми. Ево сега хирургија, најмногу можам само да зборам, Така. ние направивме еден тим од 5 хирурзи, што е оптимално. Значи еден дежура, двајца на операција, еден на оделение и еден во амбуланта. Така треба да биде. Да не во амбуланта ме чека пациентот да испаднам од операција после 5 Се сати. заврши да... Не е тоа. Сега, например, подхитно мора на хирургија да се пушта уште еден на специализација, затоа што лекарот е веќе пред пензија. Затоа што трае 5 години специализација. И што е важно, и другите гранки имаат проблем. Пример, проблем имаме ние со микробиологија. Немаме микробиолог. Значи, морат во приватните да одат, ако сакува некој да направи испитување во однос на бриз од грло, мокрача, мора да оде во приватна лабораторија, за тоа да го направи, бидејќи немаме. Тоа беше под заводот во Верес, но треба да се избореме да имаме ние тука микробиолог во склоп на општа болница со проширена дејност Гевделија. Значи се слагаме дека посебно проблемот е со средниот персонал. Тоа веќе е договор на дело, треба да го исфрлат, мора да бидат запослени со трајно за да ги имат уврските. Жално е, јас кога уште бех активен, сестра медицинска работи поштено, дежура поштено за 4000 денари. Без осигурување, без ништо. И мислам дека таа пракса го доведе здравството во она што значи посебно на средниот персонал колапс. Ајде оставиме тоа институција да го решавате, згора на тоа, нели, одливот на работната сила, одливот на младите, што е во странство, нели. Виде, одливот на младите во странство, јас го гледам од повеќе аспекти. Првата причина за мене, Дали е финансиската си? економскиот дел, финансиска. Втората е неповерење во институциите. Не функционираат институциите како што треба во државата. Тоа фактички дава услов за корупција и една од причините што младите бегат. Трето, образовниот систем. Како сега што е поставен образовниот систем, младите на 18 години ќе не одат од државата, ево пример со Словенија, сигурно сте во тек, доаѓаат во Македонија, тестираат најдобрите, ќе потенат најдобрите ги земат, се смета дека околу 5000 студенти имаме ние во Словенија. Тестираат и потоа најдобрите ќе ги задржат во Словенија. И тие нема да сакат да се вратат. Значи, реформи и промена во образовниот систем. Во моје време ние полагавме приемен испит. 50% имаше од оценките за кои факултети требат од средна школа и 50% од тестот на приемните испити. Сосема реално. Со тоа ќе нема огромен притисок врз професорите
во средните училишта да на детето, односно на синот и на ќерката, да им стави одлична оценка, а они тоа не го заслужуваат. И мислам дека воведување на повторно на приемни испити е еден квалитет, ако некој е добар, ќе се помине. А не да биде издуано одличен, а оне што е многу добар може и поквалитетен, ама ќе остане затоа што не може, нема шанси да конкурира на тој факултет кај што сака. Еве да при крај сме. И само да кажам, последната мал процент е за одлив на кадрите, мислам дека авантуризам. И мал процент има авантуризам, едноставно сакам да видам како е во другите држави. Али не го оправдувам ако он економски тука е добро ситуиран. Јас тоа би го сменил. Вие кажете прва финансиската ситуација е битна, меѓутоа сега се повеќе излегува дека втората точка што ја кажавте, институционалната криза, тоа е тоа што ги тера, не може да се запослат на време, треба да врски да фаќаат нашиот човек, вашиот човек. Ја мислам дека тука треба да се направи нешто. Што е она што лично вас како граѓанин ви недостасува во моментот на културен план, би рекол, театар горе-долу има, меѓутоа кино, културни настани, дом за стари лица, што е она што вас лично ви недостасува во моментот во Гевгелија, или што треба во наредниот период да се направи? Во Гевгелија, ево, спомнавте старечки дом. Ние имаме одлука на Советот за правење на старечки дом, мислам кај Богородица, приватна иницијатива. Мислам дека проблемот со старите, и јас сум до таа категорија, треба да се гледа како проблем со младите, со децата, со градинките. Старечки дом, не викам јас, општината сама да го изградале, може со приватно јавно партнерство, може да се направи. И тој старечки дом ќе се оттеретат, посебно оние кои немат услови за живење, посебно кога остануваат сами. Тоа е многу тешко и болно. Децата, зборевме, одат во странство, не се тука во кон, или па тука се па не доаѓаат тоа, али старечкиот дом, мислам, ќе ги реши проблемите. Што друго можеме... На културен план, да кажеме, еве, мене ми недостасува лично, еве, кино само. Пионерскиот дом е одлично место, да кажем, кај што може да се направи одлична кинопроекција. Зошто се да седнат дома на телевизор на мало, да гледам филм некој што е во моментот популарен. Види, на времето се сеќавате што значи киното. Сега овие интернет работите си ги направи своето, но понудата треба да има понуда. Кој сака на кино представи, нека повери, треба да има, нема дискусија. И тебе пионерски дом да си го земе твоето место што му припаѓа. Значи таму треба реконструкција. Едно време се требаше да има мултимедијален центар, ми се чини. До театрот беше предвидено, кај се просториите сега на Точа клуб и на ЛДП. Таму требаше да има тоа. Да, едно до друго. Да ги реши. Пример, мене ми смета што библиотеката нема услови за работа. Не е тоа. И под кирие во простор кој што е приватен. Јас детството мое, кога зборам 14, 15, 6 години, го помена во библиотеката, читајќи дневна литература. Книги се земав од библиотеката, али дневната литература, најверојатно и финансиски не сум бил моќен да купувам, таму и помена. Сега тоа го нема. Значи, има луѓе што сакаат да прочитат нешто. Тоа го нема. И библиотеката мора да се најде место, затоа што голема традиција има, голем фонд има и треба да се тоа направи. Беше предвидено овој културен центар, ама тоа е мислена именка за сега. Мора да се бара решение за градската библиотека. Не под кирие, туку во собствени простори. И да го спомнем и Народниот музеј, и тој е во лоши услови, а има над 12.000 артефакти кои што стојат во подрум некаде. Интересен е Народниот музеј, ако влеват во тие брошури што ги зборев. Ако влезе во она презентација на телевизија, има луѓе што се залюбени во музејот. Има пример еден министер за култура
беше во Струмица, па дојде во Гевгелија. Прво што праша дали имате вие музеј. Тогаш беше директор Бобан Хусеновски на музејот, му се јавив, го отвори специјално за него, беше воодушевен од она што го има. Вика, вие зошто не знаете ова да го користите? Ова ви е туристичка атракција. За жал, ова има клуч, тој е се скучено на едно место, како што почнал така и тера, и за него мора да се бара Исто така како што библиотеката што се бара. Ето така. Добро здравје и да ја видиме Гевгелија онака како што би требало да изгледа. Благодарам за поканата. Мило ме беше да после мојот скоро 30 годишен политички мандат, локално и во парламентот, да јас својата политичка кариера на овој начин ја завршам. Уште еднаш ви благодарам и се најубаво. Се најубаво.